Почитувани, вие ја гледате и слушате Македонски корени со вашите домаќини Јони, Бети и Треновски. Во следниве минути за најактуелните теми во Македонија ќе разговараме со нашиот и ваш гостин, господинот Стефан Андоновски, меѓународен секретар на ВМРО ДПМН и член на Советот во град Скопје, кого го покануваме да ни се придружи во студиово. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблем со линкот. Господине Андоновски, ако не слушате, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Јас добро ве слушам. Добро утро на сите кои што се од оваа страна на океанот. Голем поздрав и до вас, убава вечер и се надам дека ќе имаме уште еден квалитетен разговор и денеска. Добро ви утро и од мене, господине Андоновски, ви благодариме што прифативте поканата за денес. Како што вие рековте, се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите слушатели и гледачи од целиот свет, докаде што има рој македонски, но и поддржувачи на нашиот убав македонски род и се што има македонски корени. Така, голем поздрав и од мене. Баш и во коментарите видов дека имате слушатели, гледачи од навистина од сите делови на светот, па ги поздравувам независно каде да се наоѓаат во моментов. Ние сме еден ист народ и мислам дека не мачат едни исти работи, па се надам дека ќе продискутираме. Така. Во Македонското собрание скоро 2 недели се водеше расправа за разрешување на тројца министри. Како гледате вие на разрешувањето? Зошто премиерот во неговото експозе, но и за време на дебатата во овие поминати 2 недели нема дадено објаснување зошто ги разрешува и која е причината за нивното разрешување? Дали ќе се промени нешто суштински со влезот на алијанса во владата? Со која цел Ковачевски и Ахмети ја прават оваа реконструкција? И ако сакате неколку зборови за начинот на кој ја исфрлија алтернатива од власта. Какво е вашето очекување? Ќе успее ли власта да го задржи или како што тие велат, ќе го зголемеле парламентарното мнозинство, бидејќи за гласањето за разрешавање на министрите за здравство имаше само 65 мина, кои гласа за другите двајца имаше 64 гласа за. Постои ли можност после сето ова да се отвори патот за предвремено соочување со народот, имајќи ги во предвид сите превирања во нивната коалиција? Опростете, многу прашања, меѓутоа ми се чини дека од една тема е се сите овие прашања. Да, на една тема се, но веднаш да кажам дека во моментов е политички хаос, можам да речам, во државата, особено во собранието, и нема некој кој што може точно да ја процени ситуацијата каде би се движало. Но две причини постави Ковачевски за формирање на ова или реформирање на оваа влада. Едната причина беше да се направи така наречен про-ЕУ фронт, еден фронт кој што би бил европски, наспроти сите неевропски според него партии, но гледаме дека тој фронт е неуспешен, затоа што дури партијата за која што тие сметаат дека е најевропска, која што ја спаси практично владата, ако се потсетиме на 2021 година, алтернатива беше таа која што ја спаси владата од пропаѓање, и кога таа партија ја исфрлија на еден брутален начин, во петок ги разрешуваат нивните министри, не ни се очекуваат да одлучи алтернатива во недела, беше одлуката на алтернатива што ќе прави, тие веќе ги исклучија. Така што тој дел пропадна, значи дека имаме проевропски наспроти антиевропски фронт, тоа очигледно не постои, затоа што колку партии влегоа во оваа така наречена реконструкција, 2 пати повеќе партии излегоа од истата. Излезе и нивниот помал коалиционен партнер Демократскиот сојуз, има најава за дел од Демократската унија за интеграција дека ќе излезе и излезе и алтернатива. Така што 3 партии излегуваат, само една влегува и тоа не знаеме со колкава бројка на пратеници. И второто беше да се обезбеди според нив стабилност за да може да се носат закони. И тоа не се случува затоа што тие на гласањето на претходниот состав на владата на Димитар Ковачевски исто имаа 64 пратеници. Така што не е никакво зголемување, напротив, моите очекувања, информации, да речеме некој вид шпекулации, се дека уште ќе паѓа бројката. И има и една друга, односно трета причина зашто тие не брзаат, затоа што тие можеа седници да одржат еве и денеска,
може да одржуваат седници и навечер, и ноќе. Знаеме како кога решаваат крупни прашања се подготвени, кои што нив им се важни, се подготвени во 4 наутро да држат седници на собранието. Овде седниците траат од кај 11 преку ден до кај 18 часот попладне, значи до кај 6 попладне. И за викенди не се работи, што значи дека не им се брза на владата, затоа што мислам дека се свесни дека бројките не им одат во добра насока. Немам точни информации, дали ќе бидат 59, 60, 61, 64, но сигурно моите информации се дека постојат пратеници кои што се обидуваат да ја продадат, народски кажано, својата кожа многу поскапо, а тоа нема никаква врска ниту со Европска унија, ниту со евроинтеграција, ниту со реформи во државата, со економски реформи, со владење на право, туку единствено со нивни лични интереси, партиски интереси, некое вработување повеќе, некое директорско место повеќе, што навистина е застрашувачко, затоа што знаете, не беа променети овие министри затоа што работеле или не работеле. За еден од нив видовме за министрот за дијаспора, видовме дека тој воопшто немал ни програма за работа, што значи дека од него немало ни очекување нешто да сработи. Така што јас искрено човекот него не имав видено до моментот на разрешувањето, не сум ни слушнал за него, така што очигледно ништо посебно не ни сработал, но ништо посебно не ни побарале од него, така што не станува збор за исполнување или неисполнување на програмата, туку повеќе станува збор за вакви партиски некои математики кои што ќе траат уште многу кратко. Како ќе ја прокоментирате изјавата, односно обвинувањата од страна на вице-премиерот Бојан Маричик, дека ВМРО ДПМН го блокира, односно го кочи разрешувањето на министрите за формирање на нова влада, но и изјавата на Ковачевски дека поради овие блокади вработените во здравството не можеле да земаат плата. Дали некој му кажал на Ковачевски дека се додека формално не беше разрешен министерот за здравство Беким Сали во неговата влада, без никаков проблем можеше да стави параграф, односно подпис за да земаат плата вработените во здравството? Дури воопшто не сум ни сигурен, треба да проверам, но воопшто не сум ни сигурен дали министерот воопшто треба да подпишува за редовни плати. Не сум сигурен дека секој месец министерот за секој вработен во министерството подпишува плата. Мислам дека тоа оди на еден автоматизиран начин, но проблемот, и мислам дека ќе го продискутираме малку и подетално, е падот на системот во фондот за здравство. Затоа што со тоа што фондот како институција која што ги прибира парите од граѓаните за здравствено лекување, тој е тој кој што и потоа ги распределува. И ми се чини дека обидувајќи се некако да се протнат да избегат од одговорност, најлесно е да го обвинат ВМРО ДПМН. Ово ме потсетува не дека другите политички партии не го правеле, на една стара максима Бранко е крив, која што потоа стана максима Груевски е крив, така што сега станува ВМРО ДПМН е виновно, дури за нивните внатрешни проблеми кои што ги имаат во политичката партија. Ќе потсетам дека министерот Беким Сали беше дел од опозицијата, но донесен како врвен експерт во владата. За еве 10 месеци потоа тие да не почекаат човекот ни да си даде оставка, ниту да поразговараат, ниту да објаснат зошто го менуваат. И тие тоа го направија на еден брутален начин. Се надевам дека ќе ја извлечат некаква поука и другите политички партии од тоа што ветува само што зборува во јавност, еве го Бојан Маричич како се обраќа кон јавноста, а што во пракса прави. Затоа што проблемот со лекарите, дури и ова не е единствениот проблем на лекарите. Во изминативе 2-3 дена протестите, иако тие добија својата плата со задоцнување од 10 дена, протестите продолжија, затоа што навистина е многу лоша ситуацијата во која што луѓето работат. Знаете, за време на короната тие беа нарекувани нашите најголеми херои. Им организираше Венко Филипче аплауз да има на терасите и така натаму. Но во пракса тие ништо не направија за овие луѓе. Лекарската професија е една од најуништените во Македонија и најмногу луѓе лекари, професионалци се оние кои што се иселуваат од Македонија трајно. Така што наместо да седнат да сработат нешто овие европејци кои што ветува европско здравство, треба да се позанимаваат, значи со малку повеќе со себе и со својата работа, а малку помалку со ВМРО ДПМН. Каков е вашиот став околу ова што сега се случува со партиите од албанскиот блок? Дали ова е еден вид на стратегија на ДУИ
за да си ги собере околу себе, се со цел да остане и понатаму како главен фактор кај албанскиот електорат? Дали со ваквата концепција Дуи си ја загарантира победата? Што е тоа што се случува со албанскиот блок? Ви наликува ли ова на турли тава или тури претури влада? И со која цел Ковачевски ја зеде алијансата, имајќи предвид дека е многу далеко од потребното двотрединско мнозинство потребно за уставните измени? Дали најавениот Европски фронт од страна на Ковачевски и неговите коалициони партнери всушност е фронт против ВМРО ДПМН, а не фронт за отварање на уставот со цел да ги вметнат бугарите во преамбулата, кој е услов за започнување на преговорите? Вака ќе почнам од крајот на прашањето за да бидам целосно јасен. Доколку целта беше да се направат уставните промени, ВМРО ДПМН ќе беше вклучено во дебатата која што се водеше и со Бугарија и со Европската унија. И на тој начин ќе беа сигурни дека при постигнување на некаков договор, на некаков пакет договори, ќе ги имаат сите политички партии позади себе кои што може да придонесат. И ние се понудивме како партија да учествуваме во тие широки преговори со владата за да постигнеме најдобро можно решение. Владата се реши да оди сама во овој процес и видовме како сгреши. Така што не очекувам дека ова ќе им помогне на било кој начин за уставните промени, затоа што ние кажавме во овој состав ниту пратениците имаат мандат да гласаат за уставни промени, ниту ВМРО ДПМН е подготвено да поддржи ваква промена на уставот во вакви околности, затоа што нема никаква заштита за македонците во Бугарија, нема никаква заштита за македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската историја, ако сакате, во рамки на преговарањето, и се додека се вакви условите, ние не може да дозволиме промена на уставот, затоа што таа се прави од пријателски причини. Таа се прави за да ги почитувате дополнително овие луѓе кои што сепак и сега ги имаат сите права. Јас сум го објаснувал тоа и во оваа емисија. Затоа што, еве, например, Хрватска го промени уставот со вклучување на македонците во него. И тоа не го направи под ничиј притисок, туку го направи како израз на добра волја, на почитување на своите граѓани кои што се чувствуваат за македонци, а живеат во Хрватска. И ние еден ден Хрватите би требало да ги ставиме во уставот и како израз на истата таа добра волја. И јас би бил среќен ако и бугарите бидат дел од тоа нов однос меѓу Македонија и Бугарија кој што е позитивен, кој што значи поддршка, помош и така натаму, а не кој што значи провокација. Сега малку да се задржам на прашањето со албанските партии, иако не сакам да им се мешам во нивната внатрешни пребивања. Видете, Дуи ова го прави само за заштита и тоа не само на Дуи, туку исклучиво на Артан Груби како вице-премиер. Затоа што Дуи внатре има проблем заради Артан Груби, и тој проблем веќе многу видлив во општеството, веќе многу добро се знае, особено ако сте од Скопје. Оваа група која што почнува да протестира, да коментира јавно се претежно луѓе од главниот град, од Чаир, од Сарај, но има и од другите општини, и покажуваат масовност. И овие луѓе бараат одговорност од Артан Груби, и затоа што тој не може да испорача одговорноста, јас чувствувам дека некако Али Ахмети е во некој притвор домашен ставен од страна на Артан Груби. И мислам дека за се заштитат од тоа, наместо да дискутираат во рамки на партијата, тие отидоа кон тргнување на страна на овие луѓе кои што имаат и своји пратеници во собранието. Како да го направат тоа? Да вшмукаат уште еден албански политички фактор. И на овој начин единствено што прават е што ја уништуваат албанската опозиција. Затоа што луѓето во Македонија, албанците во Македонија, има луѓе кои што не се согласуваат, сериозна бројка, кои што не се согласуваат со политиките на Дуи. И овие луѓе до сега или се селеа, или гласаат против Дуи. И на овој начин им се одземаат начините како би гласале против Дуи. Но она што јас го следам во останатиот албански политички блок кој што е во опозиција, мислам дека тука има простор за формирање на еден поширок фронт, кој што ќе му се спротистави на ова дивење буквално на Дуи. И мислам дека ќе постигне сериозен резултат на следните избори. Затоа што ситуацијата е, не можам ни да ви објаснам каква дуизација се случува на општеството. Не станува збор само за вработување. Порано зборувавме за така наречена албанизација, затоа што многу од вработените, да речеме од 10 вработени во некоја институција, 8 беа албанци, 2 македонци, но сега тоа станува класична дуизација. Значи, вие дури можете да бидете и
македонец кој што ќе се потпише дека е албанец, но мора да бидете од ДУИ за да бидете вработени. И тоа е како паразит кога ќе фати еден здрав организам и кога ќе почне да го разградува. И сега е една тешка фаза настаната, затоа што во сите институции во општеството вие имате присутност на ДУИ, нивно влијание. Тоа најмногу се чувствува сега во правосудството, но и ако сакате да извадите лична карта, пасош, така што е многу видливо во општеството, многу забележливо. Ние немаме проблем да живееме со нашите сограѓани албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци и останати, но имам проблем да тотална партизација го зафати општеството и ги има зафатено очигледно и опозицијските албански партии. Можеби имаат луѓе на ДУИ кои што биле дел од Алијансата за албанците, па сега еве ги испорачуваат решенијата. Околу ова имаме и една информација дека на повидок е формирање на нова албанска коалиција помеѓу БЕС и огнената група од ДУИ. Со какви информации вие располагате и дали ВМРО ДПМН врши некакви разговори со нив и со Максим Димитриевски? Какви се вашите очекувања во смисла на делување на алијанса која одлучи да влезе во владата? Па, во оваква ситуација навистина е нестабилно, како што кажав и на почетокот. Ние, например, во Советот на град Скопје имаме 5 представници на ДУИ, 4 или 5, и мислам дека сите тие се дел од таа така наречена огнена група, затоа што се појавија на нивната пресконференција. Така што овие луѓе не се само во собранието, туку ги има и во другите институции. Секако комуницираме на ниво на колеги, на советници, но не сме вклучени внатре во нивните размислувања и во планот кој што го имаат. Тоа е нивно автономно решение, но ние би се ратувале на една коалиција, на еден фронт, широк албански опозицијски фронт, во кој што според мене, еве мое лично мислење, не значи дека сум во право, треба да се вклучат сите политички партии кои што сметаат поразлично од ДУИ. Дури јас би оставил простори за пратеници од Алијанса за албанците и високи функционери политичкиот Алијанса за албанците, кои што не сметаат дека ова е правилниот начин да се удоволува на желбите и потребите на Артан Груби, дека за тоа треба да страда цела држава. И кратко што се однесува до Максим Димитриевски, што ги следам неговите настапи, планира отварање на политичка партија, регистрирање на политичка партија или движење, и тоа е негово автономно право. Тој постигна добри резултати во Куманово, ги победи СДСМ практично. Ние во Куманово, нашите советници се во поддршка на Максим Димитриевски и за прв пат ВМРО ДПМН има своји локални носители на власта, да речеме, во Куманово. Но јас не би бил многу, како да кажам, многу оптимист или многу позитивен кон ова движење, затоа што не треба да заборавиме дека до тие избори Максим Димитриевски беше сериозен поддржувач на политиките на СДСМ и на договорот за добрососедство, така наречениот, со Бугарија и на договорот со Грција за промена на името, така што треба да бидеме тука малку внимателни. Знаете, толку многу работи се случуваат што граѓаните не можат се да следат и некои работи се забораваат, но треба да се биде внимателен, затоа што политичарите често овие чекори ги прават од лични интереси, а не од интерес на поширокото општество, така што јас би бил внимателен. Да биде Филип према Максим Димитриевски, тој и во една прилика и се извини за она што го направил, бил заведен. Како што вие рековте, останува на вас да гледате и да следите ситуацијата. Така е заслужено. Какви се вашите очекувања во однос на Дом? Дали очекувате дека и тие ќе го напуштат бродот на Ковачевски, кој очигледно тоне, ако до јули, до кога Марачанин им даде рок да и се исполнат нејзините услови, меѓу кои 3 се главни: промена на изборниот законник, односно модел, конфискација на нелегално стекнат имоти, целосен ветинг на политичарите, обвинителите и судиите? Ова е навистина, мислам, сериозни барања, многу комплексни, многу сложени за изведување, но ми се чини дека Дом тие ги има поставено уште во 2020 година, така што имало време оваа влада до сега да ги, барем да ги започне на некој начин. Тоа не се случи. Она што јас би очекувал во наредниот период е дека овие барања нема ни да почнат да ги реализираат, затоа што вака усно можеби тие ќе кажат декларативно да, ние сме за една изборна единица, да има отворени листи и не знам кои други барања на Дом,
но тие нема да испорачат. Знаете, помалите партии релативно, се соочуваат сега со криза на идентитетот. Тие не знаат во моментов која страна да зафатат, затоа што не знаат што ќе се случува во наредниот период, а ги изгубиле не само своите гласачи, туку и својот личен идентитет. Знаете што им се случи на НСДП, со тоа превирање помеѓу председателите. Либерално-демократската партија исто имаше одредени превирања, па сега избра ново раководство, така што и Дом е во една специфична ситуација во која што треба да решат дали политиките за кои што тие се залагаат, а тоа е така наречена зелена агенда или заштита на животната средина, се доволно испорачани од оваа влада и дали тие ќе продолжат да ја поддржуваат, иако не се испорачани никакви чекори. Значи, ние немаме никакво подобрување во политиките кои што ги интересираат Дом, и ако одлучат да поддржуваат владата до крајот, ќе треба на следните избори да им објаснат на своите гласачи зошто ја поддржувале, што успеале во изминатите 4 години да постигнат, затоа што резултатите им се слаби, ужасни во овој дел кој што се залага Дом. Дом во 2021 година одлучи да не оди со СДСМ на локалните избори, туку отидоа со Либерално-демократската партија. Така што можеби ќе одлучат да истапат од мнозинството. Би било фер тоа да го направат сега при гласањето за министрите, наместо да чекаат до јули, затоа што не знам во јули што би се промениле работите од денеска до тогаш и што би имало како ефект излегувањето на еден пратеник од страна на мнозинството. Но тоа се некои нивни можеби стратегии или можеби гледаат како да се ја зголемат цената во овој период кога навистина тенко е владиното мнозинство и се брои секој пратеник и секој глас. Последните истражувања укажуваат дека вртоглаво се намалува довербата во судството и сега мисламе само 3%. Ако кон ова ја додадеме и последната информација дека непотизмот е во нагорна линија, а доказ за тоа се и последните информации дека синови, керки, сопруги и снаи ќе бидат идни суди и обвинители и ќе делат правда и гонат криминал, како гледате на ваквиот избор на кадри и дали сте изненадени? Ке можат ли овие кадри достојно да го гонат високиот криминал и корупција? Дали непотизмот е највисок во судството и обвинителството и дали има судирна интереси? Прво, јас лично во фамилиите на овие луѓе не би се мешал, затоа што станува збор за нивни лични, не станува збор за политичари, туку станува збор за нивни блиски или подалечни роднини. Но кај граѓаните има едно чувство на разочараност, на апатичност, на чувство дека колку и да сте добар, некој само за тоа што е нечи роднина или нечи син, керка, ќе успее наместо вас. И тоа уште повеќе ги деморализира луѓето и судството го прави едно од институциите кои што не уживаат никаква доверба и најпонижуваното. Дури да сте добар судија или добар обвинител, многу е тешко да функционирате во моментов, затоа што луѓето имаат таков генерален став. Она што за мене е проблематично е во случајот на синот на Талат Џафери, кога овие лица не исполнуваат основни услови за да ја вршат оваа функција, односно не ни смееле да им биде дозволено да полагаат. Тоа им е дозволено, тие полагале и сега веќе ќе добијат простор да бидат обвинители или суди. Тука веќе не станува збор дали е син или ќерка, туку само заради тоа што е син или ќерка на некого, на овој човек не му се разгледувале дипломите. Не се разгледувало дали завршил факултет на време, колку време имал стаж, дали положил правосуден испит, кога и така натаму, што овој процес го прави целосно незаконски. И јас сум за тоа. Затоа што можеби синот на определен политичар навистина е добар правник, квалитетен, успешен и така натаму, но тој треба да ги исполнува истите услови како што ги исполнуваат сите, дури и чекор повеќе доди да исполни и нешто повеќе, затоа што му биле дадени повеќе шанси отколку на некој друго дете или млад човек кој што доаѓа од некое семејство кој што не можело да си приушти да му ги овозможни тие услови. Така што јас во тој дел многу повеќе би се задржал. Станува збор за една целосно незаконска процедура во која што овој млад човек добил шанса да биде обвинител и тука треба се позанимаваат и судовите во Македонија и самата академија да одговори зошто го дозволила тоа. Видовме некои смешни одговори и од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, но мислам дека луѓето му се плашат на Талат Џафери, што по мене е погрешно, затоа што секој мора да функционира во рамки на законите. Исто тоа што викате на говорница или сте некултурен, сте дрзок, тоа не ве прави дека сте попаметен од останатите или дека треба да бидете над законите. Мојот став е дека треба да ги исполнувате сите условите и да станете
тоа што сакате да бидете, само ако ги исполнувате условите. Во случајов неговиот син не ги исполнува условите и не смеело да се дозволи да биде дел од оваа група. Што останува до останатите, по мене можеби е неетички да тоа го прават, но сепак имаат право, секој би имал право како граѓанин на оваа држава да тоа го постигне. Иако во вакви ситуации можеби најмногу страдат луѓето кои што се подолу на листите и ги немале истите шанси, можеби како овие лица. Пред некој ден во организација на Евротинг на маса седнаа странски дипломати, македонски и бугарски дипломати, во обид да најдат формула за смирување на тензиите и односите помеѓу Македонија и Бугарија и одблокирање на интегративниот процес на Македонија. Фокусот беше ставен европскиот пат да не биде заложник на отворените историски прашања меѓу двете земји. Според дел од бугарските професори, наместо разгорување на националистичката реторика, потребно е смирување на тој историски наратив. Дел од интелектуалците проблемот го гледаат и во отварањето на бугарските клубови со спорни имиња кои се покажаа дека тие служат само за провокација. Ваш став за овој настан и кога сме кај македонско-бугарските односи, ќе сакате ли да ни ја прокоментирате и изјавата, односно предлогот на бугарскиот академик Атанасов, кој смета дека Македонија треба да ги започне преговорите за влез во ЕУ и без да го менува уставот, но при тоа нудејќи еден вид на решение, односно компромис околу Гоце Делчев, предлагајќи да се прогласи тој за етнички бугарин, но да се признае дека политички е македонец кој се борел за независна Македонија. Треба ли ние македонците, македонскиот народ, односно Македонија како држава и воопшто да дискутира за Гоце Делчев? Прво, ниту се чувствувам компетентен да зборувам за етничката припадност на Гоце Делчев, за која што тој самиот се искажал, кажувајќи дека не постои поголем непријател на македонецот од оној кој што не се бори за македонските интереси. Затоа кажал дека оној кој што се бори за бугарските интереси може да биде добар бугарин, оној за грчките добар грк, оној за српските добар србин, но никој од нив не може да биде добар македонец. И мислам дека тоа е доволно за да се утврди неговиот став кон македонското прашање. И јас во ниеден момент не би дозволил да најважните историски ликови на Македонија бидат дел од некој тип на ад-пазар во кој што ќе се договараме на тезга, еве ви го малку вас Гоце Делчев, еве ние да добиеме некои преговори, затоа што преговорите се поглед кон иднината, но ние не смееме да одиме напред кон иднината, заборавајќи што сме како луѓе. А што се однесува до овие дискусии, мислам дека беа во позитивна атмосфера направени, за разлика од сите други форуми во кои што учествуваат бугарски представници, и навистина мислам дека владата на Бугарија во овој случај, наместо да го искористи тој простор да оваа дискусија води со Македонија, па да видиме дали можеме да најдеме некои процеси на врзување, тоа го остави да биде најшиот најголем непријател во моментов, сама така се позиционираше, и македонските граѓани да бидат многу против Бугарија и бугарските граѓани, бугарскиот народ, што е навистина трагично. Замислете обратна ситуација во која што Бугарија ќе беше нашиот најголем пријател поддржувач, и таму во текот на преговорите, кога тие ни помогнале, ние сме изградиле пруга, патишта и така натаму, тие речат: слушајте луѓе, има едно малцинство бугарско во Македонија, може ли ние да бидеме дел од вашиот устав? Мислам дека во таква ситуација немаше да постои македонец кој што ќе речеше: навистина сум против ова и нема никако да се сложам овој бугарски народ да биде дел од уставот. Но имаме ситуација во која што тие негираат се, сакаат да ни земат историски, идентитетски, јазично се, и ние треба тоа само да го прифаќаме, и мислам затоа постои овој револт кај македонските граѓани. Во изминативе неколку дена излегоа и информации дека регистрирањето на бугарски клубови во Македонија зазема се поголем замав. Последната информација е дека дури и во струшкото село Лабуништа, во кое што населението доминантно е муслиманско, се отворил ваков бугарски клуб. Од каде се најдоа таквите самоосвестени бугари во Лабуништа? Зошто се прави сето ова и баш токму во оваа време кога македонско-бугарските односи се како никогаш досега на најниско ниво? Ова има две причини и немаат никаква врска со бугарштината во Македонија. Едната причина се пари, кои што од бугарски служби и од бугарски бизнисмени стигнуваат кај овие лица за да ги отвараат овие клубови.
и да делува дека еве ги бугарите постојат во Македонија и си формираат своји издруженија. Тоа е првата. И втората е бизнис. Не се директно пари, но е бизнис. Затоа што овие луѓе посредуваат за издавање на бугарски патни документи, бугарски пасоши, бугарско државјанство, испраќање на млади лица во Бугарија за студии, за престој и така натаму, и преку тоа земаат определена провизија. Така што чист бизнис модел имаат овие луѓе за отварање на бугарските здруженија, а бугарската држава, затоа што тоа го помага, има бенефит затоа што еве зборуваме за бугарски здруженија и некои од луѓето ќе речат да, можеби има навистина бугари во Лабуништа. Гледав една интересна репортажа од селото и луѓето многу честно си кажаа дека да, ние сме 70-80% тука албанци, дел има турци, дел има македонски муслимани, така што тоа е структурата на населението во глобала. Секако секој има право да каже тоа што е, но ви кажав, основата се пари и бизнис интереси на овие малкумина луѓе. Вакуумот кој се створи во правосудството поради најавената реконструкција на владата на Ковачевски и оставката на досегашниот министер за правда Тупанчевски создаде навидум не толку значајни проблеми, но многу суштински. Прво, пропадна евроврзницата, а сега нема кој да стави печат на затварањето на бугарските клубови, кои одбијат да ги променат имињата со фашистички ликови и после изминувањето на рокот кој им беше даден према новиот закон за регистрација на културни клубови. Ваш став, господин Андоновски, за ова, но и за влегувањето на оваа власт од грешка во грешка. Најпрво дозволи да се регистрираат таквите клубови со имиња на најголемите злотвори на македонците, а сега, откако се изгласа новиот закон, остана без човек кој треба да го потпише нивното затварање. Прво, Тупанчевски професорот беше еден од единствениот, можеби во оваа влада, кој што имаше личен кредибилитет некаков при влегувањето во владата, затоа што човекот дојде од научната фела, од правниот факултет и навистина за него не може да се зборува во многу негативни контексти, затоа што човекот не важеше, јас сум бил дел од тој факултет, никогаш не важал за корумпиран или за човек кој што не се разбира својата работа, навистина важеше за квалитетен професор, но тоа се само како влада, односно ДУИ, успеа да го уништи, да го изблокира, затоа што не видовме никаков ангажман на овој човек во 10 месеци кога беше на позицијата, освен овие обиди некако да се прекине процесот на бугарски клубови во Македонија, кој што не му успеа. Мислам дека ова е уште едно лицемерие, затоа што тие никогаш немаше да поднесат таков закон ако ВМРО-ДПМН не го поднесеше во собранието. И тоа сме го дискутирали тука со вас, затоа што тие имаат цел само да ги заштитат бугарските интереси во Македонија, за да можат да крадат паралелно со тоа. Значи да ја штитат Бугарија, да отворат каква таква некаква перспектива кон Европската унија и да зборуваат само Европска унија, НАТО, а дома да го крадат општеството. Така што настана сериозен проблем во функционирањето на Министерството за правда, а тоа е секако вина на оваа влада. Да можеа да ја решат, затоа што прашавте за евроврзницата, можеше тоа да го решат пред Тупанчевски да си даде оставка, и можеа исто така да го решат и проблемот со бугарските здруженија, ако не го дозволеа нивното формирање. Јас сум го објаснувал тоа дека и во постоечкиот закон без измените можеше да се најде основ во нивните начела, во целите на функционирањето, да не се дозволи регистрација. Тие тоа не го направија. И можеше дури пред оставката на Тупанчевски тој да даде овластување на некој друго лице во рамки на Министерството да може да ги потпишува овие решенија, така што тоа не се направи само од ним познати причини. Кога ја споменавме евроврзницата, како ќе ја прокоментирате изјавата на министерот за финансии дека постои можност евроврзницата да се намали за 600 милиони евра на 500 милиони ако во случај каматната стапка биде повисока од 7%? Дали знаете колкави ќе бидат трошоците при постапката за одјавување на евроврзницата? Претпоставувам повеќе од 1 милион евра. И како ќе ја прокоментирате информацијата дека владата оваа година треба да врати 1 милиарда и 600 милиони евра на име на камати од кредитите кои ги има земено оваа влада?
Владата создаваше, кога беше во опозиција оваа партија, создаваше хистерија кога долгот на Македонија се движеше негде околу 42-43% јавниот долг. Сега тој долг е качен на 54-55%. И тие не гледат никаков проблем во тоа, иако државата е на работ на можностите за задолжување. Но ова што со неуспехот на обврзницата отвара едно друго прашање на неспособноста и некредибилноста на државата како партнер. Затоа што за оваа еврообврзница се јавиле финансиски куќи и од Европа и од САД, кои што сега сериозно ќе се размисла следниот пат кога би се јавиле на некоја ваква аукција, дали воопшто ќе се јават и ќе учествуваат на такво нешто кога Македонија е во прашање, затоа што ете на сред процес тие го стопираат процесот и очекувам и каматата на следната евроврзница да биде зголемена, што значи трошокот сигурно ќе биде поголем од колку 1 милион евра, некои проценуваат дека би се движело до 4 милиони евра во вид на загубена разлика во камата. И заради тоа мислам дека се намалува вкупниот износ на врзницата кој што би бил земен, затоа што станува збор за суми кои што државата мислам дека не е во можност да ги плати. За прв пат во Македонија, после можеби 20 години, можеби дури и повеќе, луѓето се прашуваат дали ќе земат плата на крајот на месецот. Тоа не се случувало досега и се доцни буквално во секој аспект. Јас лани зборував за субвенциите. Например, со години веќе, 3 години, како се зборува за енергетска трансформација и така натаму, но нема субвенции за фотоволтаици, за фасади за промена на кровови, или доцнат, или воопшто не се распишуваат огласи. Затоа што државата е исцедена до крајни граници и јас не сум економист, но не знам дали имаме простор да ова влада остане да функционира уште 10-11 месеци или државата економски комплетно ќе колабира. Пред неколку денови беше Светскиот ден на јазикот. Македонскиот народ и македонските граѓани беа сведоци на потпишување на договорите со соседите, оној во Нивици и бугарскиот за добрососедство, преку кои договори се откажа од постоењето на македонскиот јазик во Грција и Бугарија, изразувајќи дека таму нема луѓе што зборуваат македонски јазик, а од денот на потпишувањето на тие договори па и сега ја убедуваат македонската јавност дека јазикот не е заштитен, врзувајќи го само во границите на државата. Што имате вие да кажете за ваквите небулози и отстапки, тие кои ги прави ова ненародна власт и тоа без око да им трепне? Имате ли сознание дека вакво нешто е направено било каде и да е во светот? Па прв доказ дека ова е класична небулоза е и оваа емисија. Вие се наоѓате во Австралија, јас сум во Македонија, ние разговараме на еден ист јазик, македонски јазик, одлично се разбираме. И јас не гледам како еден јазик може да се врзува во рамки на една граница. Тоа беше направено со договорот од Преспа и тоа е еден од најголемите недостатоци на овој договор, дека македонец се сваќа само човек кој што живее во рамки на границите на сегашна Република Македонија, а ништо подалеку од тоа, и дека македонците пак кои живеат во Егејска Македонија и кои се нарекуваат себе македонци се суштински спротивни, различни од македонците кои што живеат во денешна Република Македонија. Тоа е историски парадокс кој што не држи вода и се покажа и по музиката која што се уште се свири во Егејска Македонија и бендовите кои што се формираат, уметноста, јазикот кој што се употребува, дека станува збор за народ кој што се чувствува како македонец, но тој и е македонец во секоја смисла на зборот, не во различна од нашата. И тоа му се случува и на јазикот. Тука е суштината на нашата борба во моментов, дека не сме да се дозволи вакво затварање, ваква национализација на јазикот. Јазикот бил македонски и пред Македонија да биде држава, самостојна, суверена, независна. Се формирал исто како што се формирале сите јазици од оваа балканска група на јазици, но ако ги прашате експертите, јас присуствував на една одлична дебата за денот на македонскиот јазик, тој има свои специфики кои што покажуваат дека Македонија влече македонецот, македонскиот јазик влече корени малку и поразлични од останатите јужнословенски јазици, затоа што има многу сериозни влијанија на јазиците кои што се зборувале претходно тука на овие простори. Така што сигурно има некој континуитет кој што е многу интересен, кој што јазичарите го истражуваат, дека македонскиот не е само јужнословенски, туку и балкански јазик, што го прави и постар и по-оригинален од останатите. Тоа се чувствува и во граматиката и во синтаксата, но
оваа влада наистина мислам дека не ги ни разбираат овие работи, целосно не ги интересираат и заради тоа и го имаме резултатот кој што го имаме. Ќе не чекам многу работа, тоа можам само да го забележам, дека ќе треба да се враќаме многу чекори назад во овој поглед и да видиме каде било се грешено за да можеме да ги поправаме работите. Најстрашниот проблем е што децата, младите во Македонија многу малку го користат македонскиот јазик, го користат на еден чуден начин со користење на чудни зборови, многу слабо се чита на македонски, англискиот е влезен буквално во сите пори и тоа е уште еден проблем кој што ќе биде за иднината. Не и со кој што ќе треба да се справуваме како држава. Првите 2 дена од неделава македонската јавност ја разбрани еден видеоклип кој наводно промовирал насилство врз жени и ксенофобија преку компјутерски систем. Станува збор за скандалозно во најмала рака контраверзно интервју кое беше објавено на YouTube. Во вторникот за овој случај беше покренато и обвинение против двајцата учесници, односно против водителот и против гостинот на тоа интервју. Каков е вашиот став? Дали содржината на видеото е вистинската причина за да се покрене обвинение за двајцата креатори на тоа интервју, имајќи предвид дека видеа со вакви содржини имало и досега во Македонија? Дали проблемот е системски и поголем отколку тоа што може да се заклучи на прв поглед? Дали сето ова е заради дефокус за да не се видат другите секојдневни аномалии што живот значат за македонскиот народ и македонските граѓани? Каква разрешница очекувате од покренатото обвинение, бидејќи за вакво кривично дело предвидено е мерка затвор од 1 до 5 години? Дали проблемот лежи во нефункционалноста на институциите и селективноста во постапувањето? Како ќе ја прокоментирате и изјавата на Мартин Костовски од СДСМ, кој овој случај го поврза, како што тој рече, со периодот на децениското владење на ВМРО ДПМН? Тоа многу интересно, кое што доаѓа од човек чија што партија вчера ја навреди претеничката Бети Стаменковска-Трајковска во рамки на собранието, кога што премиерот со највулгарни зборови се обрати кога таа напушташе говорницата. И навистина мислам да се вклучува некој вид на партиска политика во ова прашање е штетно. Мојот став е, јас погледнав делот од тоа видео, навистина е непријатно за слушање тоа што се зборуваше. И мислам дека е несоодветно да оди вака како политички или било каков друг став на луѓе во етер. Но Македонија нема е страда последниот период и ваквите видеа предизвикуваат големо внимание затоа што се ретки, не постојат често емисии од популарен карактер, а претежно луѓето се окупирани со политика. И мислам дека вакви видеа не се само во Македонија и не се само на Балканот или ги има и пошироко и не ги оправдувам, но има една интересна ситуација која што се случи, а тоа е дека после 5 или 6 дена за прв пат одеднаш во еден ист ден почна реакциите против ова видео и одеднаш се направи една хистерија помеѓу луѓето. Ќе се забележите дека исти овие луѓе кои што коментираа сега во овој случај, најголемиот дел од нив, од кај што доаѓаше таа хистерија, воопшто немаат коментирано никогаш за насилство врз жени, за вулгаризми и така натака, туку еднаш сега, 5 дена од кога беше објавено видеото, кога истото, мислам дека имаш околу 100.000 прегледи на YouTube, одеднаш почна една масовна хистерија кон водителот и кон гостинот. И ефектот го видовме, тоа е дека државата одеднаш, обвинителството, правосудните органи одеднаш многу брзо реагираат, многу ефикасно, пасошот му го земаа, ми се чини на гостинот во видеото, забрана за јавен настап и така натаму. Во исто време кога убиства и се случуваат на Македонија, а обвинителството со месеци не може да реши некаков проблем. Еве и еден друг пример има, од 2020 имаме поднесено 40 кривични пријави за изборни нерегуларности, каде што беше покраден системот во 2020-та со купување гласачи и така натаму. Ниту една од тие кривични пријави ниту е отфрлена, ниту е потврдена од јавното обвинителство. Значи преку 40 се. И тоа е само еден пример кој што го кажам, да не зборувам за пасошите на светски криминалци кои што беа издавани,
за многу нерасчистени убиства кои што се случуваат во Македонија. Тука имаме молк од страна на обвинителството. Во оваа ситуација многу брзо се влезе во расчистување на случајот и тоа само зборува дел од вашето прашање сте во право, каде што јасно кажавте за селективност, за непочитување на системот и всушност ставот кон обвинителството кој кажуваат македонските граѓани помалку од 3% доверба, тоа зборува за постапувањето на обвинителските органи. Делуваат само кога се притиснати со ваков тип на хистерија. Таа хистерија беше свесно организирана, тоа можам да го видам. И на крај ќе завршам дека навистина не поддржувам ваков тип на говор особено не во јавност. И мислам дека тоа непочитување кон жените не е позитивна, е многу негативен тренд кој што се појавува и не треба да се сопираат кликови или гледаност или лајкови од таков тип на настапи. Мислам дека младите имаат многу поубави работи за дискутирање. Изминатиот период Фондот за здравство беше нападнат од страна на хакери. Директорката на Фондот за здравство остана нема и недостапна за медиумите, а со тоа и македонската јавност остана покуса да биде информирана. Како вие ќе го прокоментирате односот на институциите во справување, односно несправување? Зошто директорката не се криеше повеќе од 2 недели и не даваше отчет за тоа што се случува во оваа институција? Како ќе ја прокоментирате и изјавата на Славица Грковска, која има измислена функција вице-премиер во владата на Ковачевски, задолжена за политики за добро владење, која еднаш вели дека директорката морала да излезе пред граѓаните и да каже што се случува во Фондот за здравство, а само по 2 минути да изјави дека директорката проценила дека подобро е да помине само со едно соопштение. Зошто во повеќето институции има толку голема нетранспарентност? Прво, директорката покажа една страшна дрскост кон новинарите со тоа што на пресконференцијата која што ја одржа на крајот, воопшто не одговори на ниту едно новинарско прашање во смисла да даде конкретен одговор што се случило, каква е состојбата и што е проблемот за запирање на системот, дали тоа е хакерски напад. Многу често во Македонија сега се користи зборот хибридна војна, нешто не можат да направат, тоа е хибридна војна се случува. Дали имаат некаков друг проблем, дали е проблем со новата компанија која што го одржува системот и така натаму. Се беа тоа легитимни прашања на новинарите кои што оваа господја не сакаше да ги одговори дури и после 2 недели од настанот и немаше никакви информации да сподели со новинарите или пак не сакаше да ги сподели. Има една оваа дрскост е многу страшна работа затоа што фондот не функционира, плати не може да се исплатуваат, на болните не може да им се исплаќа боледување, на трудниците не може да им се исплаќа породилно отсуство, на социјално загрозените и така натаму. Системот комплетно не функционира, а вие излегувате после 2 недели додека вашиот заменик или уште еден директор е на одмор во Соединетите Американски држави и праќа слики од Мајами од плажа. Вие излегувате само после 2 недели за да ги замаете новинарите да не им одговорите. И тоа е една дрскост која што ја покажа владењето на СДСМ, а која што се кронисува со тоа што премиерот вчера ја пофали директорката дека е многу успешна и дека само заради тоа знаел дека ќе биде многу успешна и ја ставил да биде директорка на оваа институција. Таа претходно беше на инспекцијскиот совет директорка. И тука како шлак на оваа торта од лоши намери се појавува Славица Грковска која што убаво рековте има една измислена функција, но таа функција би требало да има некаков ефект, тоа што таа има свој возач, има свој автомобил, месечни примања има сериозни на ниво на заменик претседател на влада, цел кабинет околу неа работи, а ефектите од нејзиното работење се дека таа нешто анализира по телевизија, никогаш ништо не знае, не е информирана и еднаш има кажано коментар за Бујар Османи дека не смел да вози службена кола на партиски настан, но таа немала што да направи во таа насока. Така може само да го прокоментира тоа. Мислам, тоа би можел да прокоментира било кој аналитичар, не мора да бидете заменик претседател на владата. И затоа оваа изјава кон директорката воопшто не ме чуди. Таа знаете како ќе направат некој пожар и таа е тука да не занимава Грковска додека не изгори се пожарот, за да не гледате која е суштината. Тоа е вака мислам дека како задача и мислам дека многу слабо се ја врши работата. Македонија во последно време, спрема зборовите на власта и спрема она што го гледаме и слушаме, е нападната веќе неколку месеци и овие од власта не можат да
да се справат со оваа ситуација. Што покажува сето ова? Колку се сигурни македонските институции, особено после дојавата за бомби и на председателската палата, покрај оние 68 дојави за бомби во училиштата и една градинка. Кој е и чива е одговорноста за ваквата ситуација? Дали ова е индикација дека оваа власт не е кадарна да се справи со ваквите предизвици или сето ова е смислено сценарио на самата власт за да се отргне вниманието на македонската јавност од она што заткулисно се обидува оваа власт да го направи? Зошто оваа власт не бара помош од НАТО, ако навистина овие напади се од надвор? Нели Македонија е членка на НАТО? Колку е безбедна Македонија и зошто овие од власта не преземаат нешто посериозно? Па, ќе почнам со една анекдота како одговор на ова прашање. Имено стигна допис до училиштата дека како начин на справување со овој напад, тие треба да си ги сменат имейл адресите. И од имейл адреса, не знам, основно училиште тоа и тоа на Yahoo или на Google, треба да ја променат на една домашна платформа, тоа е schools.mk. И интересно, во дописот се наведени пак листа на сите училишта со сите мејл адреси за тоа што ќе стигне до адресите да може повторно да им праќа вакви дописи. Шегата на страна, а ова е вистина, мислам вистински пример од пред некој ден. Мислам дека покажуваме класична неспособност за справување со состојбите, независно од каде доаѓаат истите. Незапамтено е во Македонија да имате толку дојави за напади, за бомби, особено што во исто време можат тие напаѓаат преку 70 институции, од кои што некои од нив се витални институции за македонската безбедност, а останатите, особено спомнавте градинка, имаме и основни училишта, создаваат навистина многу стрес и страв кај дечињата. Тоа е еден многу страшен аспект и разговарав со неколку наставници, воспитувачи, не можат да им објаснат на децата во исто време дека треба да напуштат училница или предавална и дека се безбедни, дека се сигурни. Знаете, кај повозрасните деца веќе во средно училиште стана малку и како спорт во текот на денот, знаат дека ќе се случи, па си планираат дека не е ништо страшно и излегуваат, напуштаат. Но овде кога имате 4, 5, 6 годишни деца, навистина е тешко да им објасните дека брзо мора да се спакуваат и да излезат, а во исто време дека се безбедни и сигурни, па имало и плачење, и јавување на родители, и стрес кај децата. Тоа е сериозен проблем и многу е голем проблем за родителите. Тоа никој не го спомнува, затоа што илјадници родители треба ги напуштат своите работни места во текот на денот, да одат да го земат детето од училиште или од градинка, па да се организираат дополнително. И тоа е навистина, мислам, и логистички проблем, настрана што е сериозен безбедносен проблем, затоа што очигледно инфраструктурата безбедносна не функционира. И има начини како треба да се разрешува, да се разреши овој проблем, но очигледно не знае владата како да се справи, особено не Министерството за внатрешни работи, кои што се добри да се фотографираат, да се фалат, но со ова не се справуваат веќе добри 5-6 месеци од почетокот на учебната година. Вие сте советник во град Скопје. Во последните неколку денови се реактуализира проблемот со кучињата скитници и покрај тоа што за овој случај беше основано едно јавно предпријатие Лајка. Од каде добива финансии Лајка и дали градот Скопје има стратегија, односно решение за системски да го реши овој проблем? Сериозно е прашањето со кучињата скитници во Скопје, навистина е алармантна ситуацијата. Лајка се финансира од градот Скопје во најголем дел и делумно од општините кои што се дел од градот Скопје и има некои недоследности во делот на финансирањето, некои проблеми кои што се јавуваат. Баш и разговарав и со директорката овие неколку дена. Проблемот не е само да се Лајка е оној, за луѓето кои што не следат толку, оној последниот дел, институцијата која што би требало да ги прибере овие кучиња од улица, да ги стерилизира или да ги вдоми или да ги врати на улица. Но Скопје има многу сериозен проблем што со камиони од други градови, особено од Западна Македонија, се носат диви кучиња кои што ги собираат служби од тие градови, ги пакуваат во камиони и ги истураат во Скопје. И вие имате постојано наплив на
десетици нови кучиња кои што не знаат кај се наоѓаат, се агресивни, напаѓаат и така натаму. Со ова не сакам да одземам одговорноста на лајка, мислам дека имаат сериозна одговорност во оваа работа, дека можат многу подобро да си ја вршат работата, но имаме извор кој што не се таргетира и ова по мене е државен проблем и треба да се решава на државно ниво. Имено треба да постапи Агенцијата за храна и ветеринарство, која што како што ги има обележано сите животни во рамки на живинарските фарми, во рамки на другите фарми, стоката во државата може да ги обележи и сите кучиња. Тоа се прави, има методологија како се прави, не сме прва држава која што има кучиња скитници и треба системски да го решава проблемот од извориштето. А што се однесува до лајка, мислам дека навистина можат да ја подобрат својата работа, особено во делот на справување со кучињата кога тие ќе ги најдат. Јас живеам во општината Аеродром и навистина состојбата е сериозна и многу алармантна. Проблемот со приватните превозници се уште е актуелен, иако се добива впечаток дека таа тензија која што беше веќе спласната. Дали има некое конечно решение и што стана со спроведувањето на проектот на градоначалничката Даниела Арсовска за бесплатен автобуски превоз? Проблемот е се поголем, иако во право сте вака во јавноста не се забележува толку. Имено автобус, ако има едни табли за информативни тука и вели автобус ќе дојде за, не знам, наредните 5 минути. Поминуваат тие 5 минути, автобус воопшто не доаѓа. Па потоа пак пишува автобус ќе дојде за 15 минути, па тие се намалуваат до крајот, повторно автобус не доаѓа. Тоа е затоа што нема решение за приватните превозници, воопшто нема решение за превозот, за јавниот градски превоз. И многу интересно е сега градоначалничка да веќе нема кого да обвинува и се крие од медиумите на оваа тема и нема никаков одговор што се случува. Јас на последната седница на Советот поставив прашање, ние имаме возен ред и тој возен ред е закон за јавното претпријатие, зошто градот не го казни јавното претпријатие за непочитување на тој возен ред, затоа што не може граѓаните да чекаат автобус и да гледаат дека постојано кај да е треба да дојде, а тој никако да не дојде, а автобусите кога ќе дојдат да бидат преполни со патници. Многу е сериозен проблемот. Имаше некои разговори пред 2 или 3 недели помеѓу приватните превозници и градот. Тие тогаш рекоа дека се задоволни од разговорите, но од тој ден, сигурно повеќе од 20 дена се поминати, нема никаква информација што се случува. Пред некој ден наидовме на едно видео на кое се гледа некакви скопини, а кои скопини се наоѓаат во општина Карпош. Овие скопини се пронајдени при ископување на градба за станбен објект со 5 ката. Од она што може да се забележи, станува збор за археолошки локалитет. На видеото се гледа дека овој археолошки локалитет е препун со артефакти кои посеја да датираат од неколку векови наназад. Исто така имаме информации дека на овој локалитет е пронајдена и една плочка со надпис Дарданус, односно Дарданија, што укажува на фактот дека тука живееле дарданите. Но наместо да се обелодени овој пронајдок и понатаму се продолжува со припремните активности за градбата на петкатницата. Дали знаете што кажува законот доколку на приватен имот се пронајдат артефакти и зошто градоначалникот на Карпош сето ова не го обелодени на македонската јавност, па и на институциите? Имате ли информации дали градоначалникот на Карпош ќе ја повлече издадената дозвола за оваа градба? Законски, во моментот кога ќе се открие, прво, законски за да градите на некоја подрачје кој што е во поширок круг на некоја археолошки скопина, потребно предходно ви е потребна дозвола од конзерваторски центар. Претпоставам дека таа дозвола за да се почне градењето е дадена. Но во моментот кога ќе биде најдено било какво археолошко наоѓалиште или пак се наоѓа за некој артефакт кој што е пронајден, се запира постапката на градба и се известува конзерваторскиот центар Скопје и државните институции кои што треба да постапат, да излезат на терен, да направат увид, да анализираат што е пронајдено и додека не заврши сето тоа и додека тие не дадат позитивна оценка, градбата не може да продолжи да се гради. Она по што е познат Стефчо Акимовски како градоначалник на Карпош е тоа што има посебен афинитет кон згради и тој би сакал Карпош да продолжи само да се градат згради, но сериозен дел од Карпош
се наоѓа на територијата на поранешниот археолошки град, односно поранешниот антички град, кој што буквално е на самата граница помеѓу Карпош и останатите општини, но и се протека низ целата општина. Се сеќавам дека пред некоја година при копање за една обична цевка по булеварот Партизански одреди, тука во самиот парк се најде еден многу важен артефакт, затоа што станува збор за многу интересно наоѓалиште и тоа е пола Скопје буквално е дел од тоа и затоа треба да се биде внимателен во даденава ситуација. Мислам дека имаме затајување на постапувањето и на општината и на државната власт и моите информации се дека се продолжило со градење, но очекувам реакција и од овие институции да видиме како дозволиле да се продолжи со градба, ако навистина постоеле наоѓалишта. Инаку веројатноста дека постојат е огромна. Значи не е воопшто чудно, затоа што како поминувала Вардар реката, како го ширала своето корито, така ги земала, ги потопувала, ги носела овие артефакти и насекаде во тој дел на Скопје вие можете да најдете артефакти и треба да се внимава, затоа што сепак тоа е она за што се бориме. Вие можете да зборувате дека сте народ кој потекнува долго време, дека имате право да постоите, но ако сами не се грижите за сопствената историја, која што вие тука очигледно ќе ископате и ако гребнете по површина на земјата, е навистина ваш проблем, ваша работа, вие сте виновни за тоа. Ниту бугарите се виновни, ниту грците, ако вие самите не знаете да се заштитите. Така. Како ќе ги прокоментирате новите најавувања за покачување на платите и пензиите од страна на Ковачевски во време кога Македонија секојдневно се задолжува? Дали навистина очекувате дека ќе го исполнат ова нивно ветување или ова ветување ќе се стави на големата низа други на неисполнети ветувања? Постои во Македонија многу сериозно ниво на инфлација. Од прилика околу, многу едноставен пример, леп да се купи, да речеме некој обичен леп беше околу пола евро, околу 30 денари. Сега цената секаде е дуплирана. Значи цената околу 60 денари за лебот. И ваква разлика во цена постои во сите, особено во прехранбениот сектор и навистина е скапо да се живее во моментов во Македонија. Така што тие и на поскапена цена, наместо да земаат, да речеме, 2 денари данок, сега тие веќе земаат 4 денари данок, затоа што данокот на додадена вредност кај нас се лепи со основната цена и е вклучен како 18% од основната цена. Така што владата прибира многу повеќе пари во својот буџет, иако тие немаат реална вредност, затоа што не вредат на пазарот. Од тука, за да го купи социјалниот мир, ја очекувам пред избори да има одредено зголемување на цените, да не биде тоа само затоа што ќе им требаат гласови. Тоа е суштинскиот проблем. Очекувајќи дека избори ќе има во наредниот период, порано или подоцна, тие ја прават оваа прогноза дека ќе ги зголемат платите. Мислам дека нема да ги зголемат секаде и мислам дека тоа ќе биде зголемување на плати исклучиво во сектори таргетирано на луѓе кои што нив им се потребни како гласачи. Мислам дека главен таргет ќе бидат луѓето кои што се со многу ниски примања, со социјална помош, луѓето кои што се без работа или само што влегуваат на пазарот на труд, можеби дел од пензионерите, само за да се искористи пред избори, гледајте оваа влада прави, ги зголемува платите, пензиите, па затоа треба да гласате за нив. Забораваат дека македонскиот народ ќе гласа веќе 15-20 пат на избори и сме многу поинтелигентни од тоа што тие очекуваат. Веќе стануваме и политички искусни како граѓани, како народ и дека не палат овој вид на акробации. Ако ја земеме во предвид веселата математика на Ахмети и Ковачевски, која испадна дека не е баш толку весела, толку е доста кисела, кој би бил излезот од оваа состојба во која што се наоѓа Македонија, а како последица на авантурите на Заев и Ахмети, и како што се кризите во неколкуте сфери на општеството, вклучувајќи и политичката криза. А згора на сето ова е тоа што премиерот Ковачевски нема изборен мандат и изборен легитимитет бидејќи е насаден. Ние често зборуваме за избори и знам дека граѓаните кога ќе слушнат дека опозицијата вели избори, велат аха, ова е само затоа што вие сакате да дојдете на власт.
Но би сакал да кажам дека тоа не е така од многу едноставна причина што избори секако ќе има. Значи за 10 месеци од денеска избори природно ќе дојдат затоа што таков е законот. ВМРО-ДПМН би било во многу покомодна ситуација да после изборите 2021 година во кој што ги декласираше СДСМ се посвети исклучиво на локалните прашања, работиме локално многу, се посветиме само на градоначалниците, тие се вршат работата, анкетите го покажуваат тоа и чекаме СДСМ да крахира, затоа што очигледно е дека не можат да водат владата, дека не функционира системот и да дојдеме 2024 година на избори и да ги прегазиме на тие избори, затоа што ќе покажеме дека ние знаеме да работиме на локално ниво и еве видовте 4 години СДСМ што значи, односно 4 плюс тие 3 претходно 7. Но како одговорна партија која што се вградила во Македонија последниве 32-3 години, сега е наша обврска и одговорност да и покажеме на Македонија дека можеме да се бориме. Затоа што јас одговорив на едно претходно ваше прашање, се плашам дека за 10 месеци од денеска Македонија економски ќе биде во колапс. Не само национално, не само идентитетски, не само политички. И заради тоа и повикуваме дека решението се избори во кои што следната партија која што ќе добие довербата на граѓаните, легитимитетот, ќе може да влезе и да се справува со предизвиците. Човек кој што никогаш не излегол на избори, ни на локални, тој не бил ни член на советот во градот во кој што живеел, ниту бил член на парламент, ниту имал некоја функција, било каква, ниту некогаш излегол на избори, не стиснала рака на гласач, тој не може да биде легитимен премиер и не може да води државата, особено во вакви тешки моменти. Како гледате на сите акробации на власта во последниве неколку недели па и месеци? Има ли математички ќар оваа власт или пак со ваквите акробации и политичка пресметка, играјќи весела математика, Ковачевски и Ахмети се обидуваат да ги изгаснат огнените стихии на огнената група, но и да се засолнат од сеништето на Заев? Ќе успеат ли во нивниот обид и како ги гледате појавувањата на фракциите во политичките партии? Колку тоа е зрело за општеството? Што се однесува до овие математики кои што ги имаат како партија, очигледно е според гласањето на разрешувањето дека бројката е иста како што беше при гласањето на владата во крајот на 2021, почетокот на 2022 година. Ништо не се подобрило, само им падна довербата кај граѓаните и само уништија уште една албанска политичка партија, тоа е алтернатива и сега и Алијанса за албанците со нивните вакви чекори. Но не мислам дека превирањата ќе запрат. Луѓето се освестуваат дека дуи Али Ахметија немаат енергијата, желбата за работа, мотивот кој што можеби некогаш го имале, особено за луѓето кои што природно припаѓаат на дуи ги гласаат, се гледа дека нивниот интерес е само партиски, исклучиво за нивните елити и дека тоа е она што ги интересира како луѓе. Така што мислам дека повеќе кисела е нивната математика. А што се однесува до фракциите, мислам дека почитувањето на различните мислења во рамки на партиите е здрава работа и дека општеството е зрело за повеќе внетрепартиски дискусии, вклучување на групи кои што не биле вклучени претходно. Добра е борбата за поголемо вклучување, например, на жените во рамки на структурите на партиите, на одредени прашања кои што не биле заинтересирани луѓето претходно да ги дискутираат. Фракционерството можеби во некои партии ќе даде како позитивен аспект на демократизација на партиите, но мислам дека подобро е да најдете начин да бидете сите заедно и да се борите за вашата кауза и за онаа борба која што имате како политичка партија, тука независно од која партија доаѓате, да се борите сите заедно, отколку да сте раслоени внетрепартиски, па на тој начин да се обидете да ја барате поддршката од граѓаните. Домашната работа се решава дома, а потоа кога ќе излезете на политичкиот, да речеме, на политичката сцена или политичкиот пазар, треба да бидете заедно, обединети и мислам дека ВМРО-ДПМН тоа во последниот период особено добро го прави, затоа што и покрај различните мислења кои што ги имаме помеѓу себе, ние знаеме да седнеме на заедничка маса, да продискутираме, ги судриме аргументите и да излеземе посилни после тоа. Од 2017 година па наваму, сведоци сме дека македонците се надгласувани и тоа во клучните одлуки за Македонија и македонскиот народ, со што се загрози и се уште се загрозува македонскиот идентитет. Пред
Председателот, односно подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски пред некој ден изјави, или ако сакате предупреди, дека токму експериментите со надгласување на етникумите доведоа до војна. Ваквото предупредување на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, перијаниците на власта се обидува и се уште се обидуваат да го свртат, односно да го прикажат како повик за војна. Дали со прибирање кон себе и на алијанса, дуи се разбира со Амин Наковачевски се обидува тоа гласување да го зацврсти преку етнички дисбаланс, каде што СДСМ како малцинска партија во коалицијата ќе биде надгласана на секое поле. Како ќе го прокоментирате ова, господине Андоновски? Дали ваквиот дисбаланс ќе допринесе, односно е искра кон зголемување на етничките тензии? Македонскиот народ е многу фрустриран, притиснат од сите страни и тоа се чувствува во општеството, затоа што имавте измени на законите од Охридскиот договор наваму, во кој што не смееше по етнички прашања или по културни прашања или по други прашања да се надгласува, односно мнозинството не беше доволно. Вие да имате, да речеме, 61 пратеник во собрание, за овие прашања моравте да имате мнозинство од немакедонските етнички заедници. Што се случува во моментов? Владата и сегашна како што е, ако ги соберете министрите и замениците министри, македонците се малцинство во таа влада. А воопшто не се вклучени другите помали заедници. Срби, турци, роми, власи, бошњаци. Така што ситуацијата го фрустрира поголемиот дел од населението. И ова предупредување на подпредседателот Николовски не е само да потсети за каква била борбата на некои од политичарите порано, туку да каже да ја обзнани фрустрацијата на граѓаните, затоа што таа секој ден ја чувствуваме. Тој е оној притисок кој што го чувствуваме од граѓаните, ајде повикајте на избори, ајде да се избориме со ова. Така што мислам дека дојдена е многу лоша ситуација во која што затоа и кажувам ова е влада на ДУИ поддржана од СДСМ, затоа што СДСМ е безгласна буква во оваа влада и тие ресори кои што ги има се комплетно поклопени од страна на ДУИ на како доминантен владин партнер. И така што се надевам дека наредниот период ќе успееме да стигнеме до избори, затоа што само избори се решение. Знаете, читам дел од коментарите велат зошто им правите кворум во собрание, зошто не излезете на протести, не го повикате народот. Затоа што на протести не можете да смените влада. Затоа што со тоа што сте во собрание, вие им ги кочите лошите политики. Еве во ситуацијава, ако нашите пратеници не беа во собранието, до сега владата ќе си беше изгласана, никој ништо немаше да каже, а тие ќе зборува по цел ден како апселе некој јутјубер и како му го земале пасошот на некој новинар, наместо да зборуваме за суштинските проблеми за кои што зборуваме еве во собрание веќе добри 15 дена. Така што излегувањето од собрание, јас неколку пати сум кажал, СДСМ ДУИ ќе частат 3 дена во Македонија по сите кафеани ако ВМРО излезе од собранието, затоа што ќе имаат простор со нивното тенко мнозинство од 60, 61, 62 луѓе да си ги носат сите закони кои што им се потребни без никаква дебата, без никаква кочење. На овој начин ние можеме да ги кочиме тие штетни политики, но фрустрацијата се повеќе расте кај македонскиот граѓанин и затоа ние и повикуваме на брзи избори. Господине Андоновски, ќе ве задржиме уште малку. Ваш став за изјавата на вице-премиерот Маричик дека има два начина за да се стигне до двотретинско мнозинство. Едниот бил ВМРО ДПМН да го промени ставот, а вториот бил дел од пратениците да го променат ставот. Но запрашан дали имаат намера повторно да оценуваат, тој одговори со не и дека и во минатото не оценувале. За каква весела математика зборува Маричик со последната изјава дека за уставните измени имале преку 70 пратеници, ама не биле од ВМРО и од Левица? Ако ги соберат сите пратеници кои што не се од ВМРО ДПМН, тие би имале околу 70 пратеници, што не е доволно за уставни промени. Добро е да се слушне овој пат од Маричич дека бројки немаат, затоа што претходно знаеа да си поигруваат со пратениците од ВМРО ДПМН и да кажуваат дека имало некое проевропско така наречено крило во ВМРО ДПМН кој што би гласало во вакви услови за промена на уставот. Нека бидат спокојни, еве и вашите гледачи, ќе бидам целосно директен, дека уставни промени во овој состав на собранието под вакви околности нема да се случат.
ние мораме да ги промениме прво околностите, да видиме какви се состојбите, да видиме дали можеме да постигнеме баланс помеѓу барањата на Бугарија, нашите барања, и да ги тргнеме историските идентитетските прашања од преговорите, а потоа да разговараме за заштита на било кое малцинство, вклучувајќи го и бугарското малцинство. Така што тие можат да се трудат да ја префрлуваат топката кај ВМРО-ДПМН, дека имало некои пратеници, дека тука они разговарале нешто, но пратеничката група по сите мои разговори, по сите ставови кои што ги гледаме и на отворена сцена сега во собранието е многу унисона, има униформен став, луѓето се многу цврсти во своите ставови и мислам дека тоа така ќе продолжи понатаму се до изборите. Како ќе ја прокоментирате неговата изјава, мислам на изјавата на Маричич, дека од судијката, која ги осуди уставобранителите за случувањата од 27. април, господја Добрила Кацарска, требало многу да се учи од неа? Ако сакате да бидете коте од рулја, тогаш можете да учите од Добрила Кацарска, со една злоба која што не е запамтена во судските ходници. Вие досудувате луѓе без никакви докази, а потоа да кажувате јавно дека не сте сретнале судија кој што осудил луѓе само врз основа на прислушкувани материјали, кога таа го ослободи Зоран Заев имајќи снимки дека зема подкуп, зема мито, а во исто време осуди луѓе кои што само имаше некакви снимки за нив, ги осуди уставобранителите во ситуација во која што не успеа да докаже за ниту еден од нив дека е член на терористичка група или дека вршал терористички напад во собранието, а без збор ги осуди на повеќе од 200 години робија. Оваа жена треба да служи само како пример како не треба да функционира судско-обвинителскиот систем во Македонија и се надевам дека ќе дојде ден во кој што ќе одговара за тоа што го кажала и што го направила, затоа што не можете да бидете джелат на сопствениот македонски народ, а тоа да го правите противзаконски, а да се повикувате дека го правите во име на законот и во име на граѓаните. Но затоа и сме на различни страни јас и Бојан Маричич, затоа што јас би постапувал по словото на законот и во одбрана на македонските национални интереси, а тој се спротив. Господине Андоновски, ви благодариме, причини задоволство и оваа ваше учество во Македонски корени. Ви посакуваме убав викенд, пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корени. Ви благодарам уште еднаш многу за поканата и навистина секогаш ми е задоволство да продискутираме на овие навистина значени теми и за македонците во Македонија и за оние кои живеат во диаспора. Поздрав, секое добро и остануваме во контакт. Поздрав и на вас. Довидување.